Кога Русија изврши инвазија на Украина на 24 февруари, Јурослава Кузменко и Алиона Алуткова живееле во главниот град Киев. В 2016 році я пішла з посади головного режисера. Во 2016 година го напуштив каналот ICTV, каде бев главна режисерка на две популарни серии. Потоа режирав две телевизиски серии за друг канал и направив краток филм кој доби многу награди. Семејството на Алиона Алуткова се преселило во Киев од Донец, кој што беше окупиран од руските сепаратистички сили во 2014 година. И потоа Русија нападна пак во 2020. Весь день 24 лютого я проплакала. На 24 февруари плачев цел ден. Едноставно многу емоции. Ми требаше време да се смирам. Беше страшно, бидејќи имам дете и знаев дека не сум одговорна само за себе. Откако се селеле низ Европа, и Алуткова и Кузменко завршиле во ист апартман во зграда во Софија, Бугарија. И двете работеле во филмското студио Ну Бојана. Од почетокот на војната таму биле вработени околу 30 украинци кои имале различни задолженија, вклучувајќи декорација, шминка, видеоуредување, гардероба и специјални ефекти. Було оголошення від блогера, що Ну Бояна в Болгарії допомагає українцям. Видов најава од блогер дека Ну Бојана во Бугарија им помага на украинците со вработување и сместување. Одлучив да пробам и го испратив моето резиме. Алуткова се вработила во секторот за односи со јавноста на студиото. Кузменко била сместена во делот за осветлување, каде што ја чистеле опремата. Во август била промовирана да работи на видеоуредување. Таа вели дека незиниот главен предизвик е незиното слабо познавање на англискиот јазик. Знімальний майданчик в країні, де всі розмовляють англійською або болгарською. Работам на филм во држава каде секој зборува англиски или бугарски и мора да комуницирам со луѓето. Ако тоа не можете да го направите, тогаш што друго да очекувате? Студиото потрошило повеќе од $100,000 на сместување, храна, транспорт и часови, како и на административни услуги да и помогнат на украинските бегалци да работат таму. Многу од луѓето кои дојдоа кај нас не беа од филмската индустрија, така што почнавме да даваме часови за различни одели. Кузменко и Алуткова се срекни што имаат работа, иако двете се надеваат дека еден ден ќе се вратат дома во Украина.